Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на емисијата Профит. Општествената одговорност се повеќе станува составен дел на бизнис моделот и функционирањето на компаниите. Македонските компании од година во година се повеќе вложуваат на ова поле и во сите сегменти на општествената одговорност. Токму најдобрите од нив има можност да се представат и во Брисел на Европската награда за доделување на општествена одговорност меѓу компаниите кои што во изминатата година направиле многу на ова поле. Емисијата Профит од Брисел ќе ви понуди многу интересни содржини и можност да се направи една споредба на европската општествена одговорност и на она што значи представување на македонската општествена одговорност и на овој концепт преку најуспешните македонски компании кои што изминатата година добија награда во одредени категории. Предпријатијата преку своето работење покажуваат различни облици на општествена одговорност. Многу бизниси од различни дејности, индустрии го потврдуваат одговорното работење кон сите засегнати страни во заедницата, преку своите позитивни практики. Одличен пример за тоа беше и неодамнешната свечена манифестација во Брисел на Европскиот систем за наградување на општествена одговорност на предпријатијата. На манифестацијата своите позитивни општествено одговорни практики заедно со европските земји ги представија и две македонски компании: Млекара Битола со проектот Преградка на дар, Грам љубов за тон здравје и Раде Кончар сервис со Еко зрак на Балканот, наградени проекти со Македонската национална награда за општествена одговорност. Голем предизвик за македонските компании е што се меѓу најуспешните европски компании кои што направиле многу на полето на општествена одговорност. Токму во оваа пригода разговараме за Европскиот систем за наградување на компании во Брисел со председателот на координативното тело за општествена одговорност. Може ли да ни кажете нешто повеќе што значи всушност оваа манифестација и како нашите најдобри компании, дел од оние многу компании кои што во изминатиот период, во изминатата година има добиено награда за општествена одговорност, се најдоа во Брисел? Се разбира, сето ова е дел од една иницијатива која што е поддржана од Европската комисија и која што има за цел не само да ги промовира добрите практики на компаниите во сферата на општествената одговорност, туку и да го поттикне партнерството на фирмите со граѓанскиот сектор, со јавниот сектор во насока на решавање на проблемите на животната средина и на социјалното опкружување. Ова иницијатива на Европската комисија се спроведува во 29 земји ширум Европа, вклучително и во Македонија. До сега во Македонија преку работата на Министерството за економија и на Националното координативно тело за општествена одговорност на предпријатијата имаме една солидна работа на поттикнување на фирмите да се ангажираат во сферата на општествената одговорност и на истакнување на најдобрите практики. Меѓутоа ова е прв пат да излеземе во меѓународни рамки и пред една широка европска публика да презентираме што нашите компании прават добро во сферата на општествената одговорност. Така да оваа година оние две компании чии што практики има најмногу бодови освоена во склоп на националната награда за општествена одговорност на предпријатијата, добија можност тие практики да ги презентираат и надвор од Македонија. Така да тие две компании, тоа се Млекара Раде Битола и Раде Кончар сервис, се присутни денес овде во Брисел на оваа европска церемонија на доделување на награди за најдобри општествено одговорни практики. Она што е тука битно да се потенцира е дека со оваа иницијатива комисијата им дава сигнал на фирмите дека кога се впуштаат во општествено одговорни практики треба тоа да го прават во партнерство со субјекти од непрофитниот сектор со цел да можат подобро да ги идентификуваат потребите на заедницата и со цел да можат подобро и со заеднички сили, со државните органи, со граѓанските организации, со различните научни установи, со образовните установи, здравствените установи да придонесе кон решавање на тие проблеми. Она што сакам да го истакнам е дека овие наши две практики кои што беа избрани на национално ниво беа солидно оценети и во рамки на оваа европска иницијатива. Така да од сите присутни што се овде можеме да чуеме одушевување за она што е направено во Македонија и во поглед на двата проекти, едниот на Раде Кончар сервис кој што предвидува подобра заштита на животната средина преку деконтаминирање на електрични
клучните трансформатори од одредени штетни состојки. И другиот проект на млекара АД Битола Скопје, кој што во соработка со партнер од граѓанскиот сектор Дано Филантропија има вложено во едукација на децата и во креирање на некои позитивни животни вредности кои што ги упатуваат на солидарност и поддршка на нивните другарчиња кои што се болни или кои што имаат одредени потреби поради социјалното окружување во кое што живеат. Интересно ќе биде и за гледачите и пошироката публика во Македонија да потенцирате нешто повеќе околу тоа какви се европските проекти што тука ќе имаат можност да се видат со она што досега барем искуството покажа и оние наградени компании во Македонија. Може ли да се направи некоја споредба во однос на одредени можеби сегменти на вложување и пошироко? Се разбирам. Како резултат на целата ова иницијатива ќе излезе една публикација во која ќе бидат опишани сите овие наградени проекти од сите 29 земји. И она што можам да го кажам е дека има многу проекти кои што во минатото сме ги гледале во нашата земја, се разбира спроведувани од наши компании, сега гледаме дека се присутни и ширум Европа. Сепак она што треба да биде поттик, дополнителен мотив за нашите компании да ги зголемат своите вложувања во оваа сфера е што има и некои иницијативи кои што би можеле да се применат и во Македонија и би можеле да помогнат во решавање на проблемите кои што ги имаме во нашето окружување. Например, од соседството од Косово има еден одличен проект каде што голема компанија вложува во надминување на проблемот со невработеноста во Косово, која што е огромна, дури 67% во одредени средини во Косово. Се разбира, невработеноста е огромен проблем и во Македонија, затоа може би интересно се види како компаниите наоѓаат начини да создадат една структура преку која што ќе го поттикне предприемачкиот дух меѓу невработените, посебно во руралните средини, и каква поддршка им даваат и финансиска и во смисол на едукација за да ги реализираат своите предприемачки идеи на тој начин да си обезбедат вработување и на себе и на членовите на потесното и поширокото семејство. Така да мислам дека уште една придобивка од ваквата иницијатива е што и нашите компании ќе имаат можност да сознаат кои се најдобрите практики во моментот во Европа и да видат дали нешто тоа може да се реплицира во Македонија или да се примени во условите во кои што работат. Од друга страна се разбери тие ќе имаат можност да ги представат своите добри практики, така да една од главните придобивки на овој проект и оваа иницијатива е можност за разменување на искуства и добри практики. На кое ниво е општествената одговорност во Европа? Како тука компаниите ја разбираат? Кај нас барем години наназад и можеби се уште до овој момент компаниите ја сметаат како трошок можеби во дадени сегменти, меѓутоа иако има напредок, мораме да признаеме и во Македонија, меѓутоа може ли да се направи некоја паралела каква е општествената одговорност во Европа? Се разбира. Морам да кажам дека македонските компании имаат еден отежнувачки фактор кога се влегуваат во иницијативи поврзани со општествената одговорност. Нашата економска ситуација со години не е за пофалба и од тука и ресурсите со кои што нашите компании може да се пуштат во вакви иницијативи се доста ограничени, кога ќе ги споредиме со огромните ресурси со кои што располагаат компаниите во Западна Европа посебно. Од друга страна морам да кажам дека во Западна Европа и самиот граѓански сектор е поспремен да стапи во диалог со компаниите во насока на решавање на проблемите на опкружувањето. Кај нас честопати граѓанскиот сектор некогаш се конфронтира со компаниите наместо да бара начини како може да воспостават соработка и долгорочни партнерства преку кои што може да придонесат за подобрување на животот на сите граѓани. Значи ние имаме во периодот што стои пред нас можност да работиме и на градене капацитет граѓанскиот сектор да ја воспостави таа комуникација со деловниот сектор, да може да презентира иницијативи, да може да презентира проекти од кои што ќе имаат користи двете страни. Значи и граѓанскиот сектор и државните органи да ги реализираат оние цели за кои што за добробитта на заедницата, меѓутоа и деловниот сектор тука да најде некој интерес во смисол на подобрување на нивниот имидж, репутација и препознатливост на пазарот.
Од тука мислам дека можеме да научиме од овие проекти што се застапени на европско ниво, но морам да кажам дека нашите компании сепак добро котираат, барем оние кои што се активни во сферата на општествената одговорност. Друга поента во врска со ова која што би ја кажал е дека постои потреба, и тоа и Европската комисија настојува да го потикне, и самите компании да бидат поотворени за диалог со заедниците во кои што работат. Невозможно е, посебно оние компании кои што имаат големо влијание, дали преку загадување на животната средина или можеби преку некои штетни влијанија врз социјалното милје, да речеме, прекувремено работење кое што често се бара од работниците. Многу е битно кога имаат такви негативни влијанија да стапат во диалог со оние засегнати страни на кои што можеби имаат негативно влијание, трпат негативно влијание од нивното работење. Така да комисијата настојува со ова со ова иницијатива да ја потикне таа соработка помеѓу граѓанскиот сектор и деловниот сектор, и она што исто така битно настојува да потикне иновации во сферата на општествената одговорност, односно наоѓање нови начини како може да се користат ресурсите на двата сектора за да се придонесе за развој на целокупната заедница. Тоа е мотото меѓу другото на ова иницијатива, односно инспирирање на партнерства за постигнување на подобро влијание врз заедницата и за потикнување на иновации. Во рамките на свечената манифестација Европски систем за наградување на општествена одговорност на предпријатијата, двете македонски компании добија престижни признанија за своите активности на полето на ОП. Компаниите во рамките на манифестацијата има можност да ги презентираат своите наградени проекти, за кои во Македонија добија награда за општествена одговорност од страна на Координативното тело и Министерството за економија. Во конкуренција со 30 европски земји, меѓу кои земјите од регионот, македонските компании потврдија дека општествената одговорност станува дел од секој бизнис кој настојува да ја врати на пошироката заедница во која работи. Вложувањето во општествена одговорност се повеќе станува актуелна тема како меѓу македонските компании, така и на компаниите во Европа. Токму во оваа насока и доделувањето на Европскиот систем на награди на компаниите од Европа, а меѓу нив и македонски компании. Меѓутоа, она што е многу важно да се потенцира дека вложувањето во општествена одговорност не треба да се свати како трошок, туку како една долгорочна инвестиција. Особено што и од она што досега го споделуваат собствениците и менаџерите на македонските компании, задолжително се чувствува позитивен ефект во оној профит, во финансискиот дел на работењето на компанијата. Токму на оваа тема зборуваме и со директорот на Раде Кончар-Теп, за да може да ги сподели со нас искуствата кога станува збор за темата профит и влијанието на општествената одговорност врз профитот на една компанија. Може ли да ни кажете годините наназад сте активни во вложувањето на полето на општествена одговорност, како го почувствувавте како компанија во однос на тоа како тоа вложување се влијае на оној раст и развој на компанијата, дали има некаков бенефит, дали е точно тврдењето и она што го споделуваат со нас барем и менаџерите и собствениците на компаниите дека не е трошок вложувањето во општествена одговорност? Раде Кончар-Теп е една од компаниите кои учествуваше секоја година во изборот за компании кои вложувале во општествената одговорност, и ние скоро секоја година имавме добивано награди или признанија. До сега имаме добиено, Раде Кончар-Теп има добиено 2 национални награди, а Раде Кончар Сервис една национална награда. Исто така имаме добиено повеќе признанија, со што ние со тоа вложување допринесувавме да се остварува и профит на самата фирма. Не само профит за идните генерации што добиваат со тоа што ние загадуваме човековата околина, помалку загадуваме човековата околина, туку и самата фирма добива бенефиции со тоа што попродуктивно и поефикасно работи и е конкурентно на пазарот како во Македонија, така и во Европа. Ние понатака планираме да вложуваме во вакви проекти
секако бараме помош и од другите европски фондови, министерствата наши, така да планираме и понатака да инвестираме за долгорочните цели на нашата компанија, но и бенефит спрема нашата заедница. Кога сме кај европските компании и кај она што Европа го подразбира и го едноставно го споделува со останатите компании и со бизнис светот за општествена одговорност, каков е вашиот впечаток, како вие ја доживувате европската општествена одговорност? Па, општествената европска одговорност е мултиплицирана на повеќе аспекти, не е само за животната средина, туку е подобрување и на животниот стандард на луѓето, погледот на луѓето спрема децата, спрема животните, што кај нас малце послабо се сваќа тој проблем. Секако кај нив има проекти, као што гледаме овде, има проекти кои кај нас потешко ќе заживеат, но се надевам дека во наредниот период ќе има сето тоа ќе се врати кај нас и ќе бидат интересни тие проекти да ги гледаме децата и во третиот свет, не само да ги гледаме децата и младината во нашата држава. Овде ќе имаше проекти каде што ги гледа проектите за помагање на децата и младината во третиот свет, како например во Перу, во Индија. Ние се уште сме далеку од тоа, но се надеваме дека во наредните 10-15 години ќе се фокусира и нашето внимание кон такви земји каде што ние ќе помагаме, не само да добиваме помош. Во однос на вашето учество на европскиот систем на доделување на награди на компаниите, значи од цела Европа, каков е вашиот впечаток, што очекувате од овој настан, што може да се од него да се добие како една придобивка што може во Македонија понатаму да се искористи, еве преубава можност, има многу компании тука, многу проекти, еве и сами споменавте веќе некои искуства сте ги увиделе и можеби во наредниот период ќе имате шанса и да ги спроведете? Па прво, ние сме пресрекни што сме на една ваква манифестација помеѓу 28 земји учеснички, што не радува и мислиме дека овдека пред се ќе запознаеме други компании со кои можеме да соработуваме, како од соседството, така и во Европа. Се надевам дека некои од проектите ќе заживеат и во Македонија, ќе ги видиме идеите и ќе можеме тие идеи да ги имплементираме во Македонија. Тоа ни е нашата основна цел, да ја презентираме нашата компанија овдека и дека овдека ќе стекнеме други пријателства или соработници кои во наредниот период ќе можеме да со нив заедно да имплементираме нешто во Македонија. Успешноста на македонските компании се потврдува и со случајот на Битолска млекара, која овде во Брисел е меѓу компаниите кои што направиле многу на полето на општествена одговорност, меѓутоа дотаму стигнале и преку своето успешно работење на сите полиња, постигнувајќи раст и развој на својата компанија. Компанијата може да се пофали со тоа што чекори кон европските пазари, кон пазарите ширум светот и со тоа што има специјален извозен број, единствен на Балканот и пошироко во регионот. Токму за оваа тема зборуваме и во оваа пригода, што всушност значи за една компанија ваков извозен број и кој е предизвикот да се работи кон постигнување на поголем дел од пазарите ширум светот. Во денешните економски услови, секако дека еден бренд кој има тежината на Бимилк не може да се ориентира само на домашниот пазар, односно нашиот пазар, морам да кажам, македонскиот дека еден малечок пазар кога ќе се споредиме со Европската унија. Секако ние овој европски број го имаме уште од 2002 година и тоа представува голема обврска, затоа што мора да ги примените, односно да ги спроведете и да ги примените сите регулативи кои ги бара Европската унија. Значи, за било каков извоз од Македонија кон Европска унија, тоа е посебен вид на комуникација, поготово посебен вид на администрација и мерки, упатства, процедури, активности и на крајот да дојдете до еден безбеден и квалитетен производ. Самото тоа нас не обврзува, не само да сме концентрирани на квалитетот и на безбедноста на нашиот производ, затоа што најмладата популација е најзастапена во Бимилк. Ние имаме обврска и кон самата заедница, кон општеството. Према тоа општество ние мораме да се однесуваме со една голема одговорност, поради тоа што
ние сме самите дел од него, а и зависиме од него. Ние треба да бидеме еден тригер, утре да бидат и други компании како B-Milk да го следат овој пример, не дека е овој најдобриот пример, меѓутоа ние сигурно дека се трудиме да го направиме најдоброто, а секој кој ќе дојде после нас нека го направи тоа уште подобро. Она што ве поврзува со европските пазари, со освојување на поголем дел од нив, освен што е вашите квалитетни производи кои што се наоѓаат, еве споменавте и вие во вашето излагање, на секаде присутни, ве поврзува и овде учеството на една престижна манифестација, доделување на награди на оној европски систем на национални награди. Што значи за вас лично и за вашата компанија самото учество на оваа манифестација и што понатаму, колку е голем поттик компанијата да работи посветено на ова поле во наредниот период? Ние обично многу подобро реагираме на позитивни предизвици. Ова сигурно дека е голема чест и, како што реков, и привилегија за нас и сигурно дека ние не смееме сега да се опуштиме па да се станеме тука. Ете, дојдовме во Брисел и тоа е тоа. Напротив, ние ќе се обидиме и следната година повторно да дојдеме тука, значи повторно да земеме награда. Тоа ќе биде повторно еден сплет на активности, па и ќе инвестираме во него, затоа што ви кажувам дека за B-Milk не е само тоа да го гледате B-Milk како една организација, односно фирма која функционира само во Македонија. Ова е добро и за B-Milk, ова е добро и за Македонија. Ние имаме обврска кон општеството и ние секоја година ќе гледаме да доаѓаме тука. Па некогаш кога ќе не победат и нема да дојдеме, тогаш ќе дојдеме како посматрачи. Млекара Битола е меѓу успешните македонски компании кои што години наназад вложуваат на полето на општествена одговорност. Токму од тие причини и се наоѓа во Брисел меѓу македонските компании кои што се закитија со национална награда за општествена одговорност, затоа што вложуваат навистина многу на ова поле, особено со последниот проект кој што овозможи многу инвестирање и вложување во една чувствителна категорија, во децата и во нивното подобрување и на условите за живот и комплетно целата детска популација, затоа што беа инволвирани голем број на деца од детските градинки. Токму овој интересен проект Млекара Битола ја донесе и во Брисел меѓу престижните европски компании кои што исто така вложуваат на полето на општествена одговорност. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу тоа што значи една македонска компанија да се најде меѓу престижните европски компании и овој проект кој што всушност јас го најавив, како го спроведовте, што беше она што ве поттикна токму во овој сегмент да вложувате на полето на општествена одговорност? Прво, навистина е чест и вистинска привилегија да се биде тука во средиштето на капитолот на Европа и нашата фирма како една од најуспешните во нашиот сектор и сигурно најголемата не е само врската да ги прави своите да ги остварува своите цели преку профитот на фирмата, него има и некои други цели кои се сигурно многу битни за заедницата во која ние живееме. Значи, и јас тука не би зборувал многу и сите заслуги за ова работа, за целиот овој проект, за изработката на самиот проект би препуштил неколку зборови на мојата колешка Полексена Ристевска, па таа би сакал да кажи за сите технички работи, како ова се одвиваше и што значи да бидеме тука. Повели, Поли. Како што директорот ви даде збор да објасните нешто повеќе за проектот, еве јас би сакала повторно прашањето важи што и како во однос на проектот на Млекара Битола, затоа што како што јас во најавата споменав, еден навистина многу интересен проект, зафаќа чувствителна популација, голема бројка деца беа инволвирани, еве нешто повеќе околу тоа. Да, со овој проект како што и најавивте беа опфатени 7000 деца од градинките широм Македонија, беа изработени 10.000 играчки, значи со рацете на тие деца, од децата за децата беше наменето, и тие 7.000 играчки беа донирани во болниците широм Македонија за време новогодишните празници. Значи за оние деца кои немаа можност тие моменти да ги поминат со нивните фамилии, решивме да му го стоплиме и разобавиме тој ден со донација на тие играчки широм болниците и домовите за деца кои што се со посебни потреби.
Кој беше предизвикот да вложувате на полето на општествена одговорност, меѓутоа токму во овој сегмент кој што и пред малку преку проектот го објаснивте? Млекара Битола е лидер во млекопроизводството на производство на квалитетни млечни производи, кои што пред се како таргетни се децата за конзументи. Во секој случај, Млекара Битола сака да врати во заедницата она за што и постои, за што и твори. Децата се главната група кон која ние целиме за нивен развој, за нивна едукација, што значи тоа хуманост и солидарност. Преку овој проект децата имаа мала можност да научат што е хуманост, како можат да му помогнат на своите врсници, а се надевам дека ова ќе биде само еден дел од едукацијата која што ќе ги научи како треба да придонесуваат за општеството. Што е она што е важно за тоа и да го прават. Во наредниот период активностите на полето на општествена одговорност на Млекара Битола во која насока ќе бидат, продолжувате со иста мера да вложувате во заедницата, да враќате или Нашата стратегија е през целата година да се вложува во развојот на заедницата. Овој проект беше конкретно таргетот беа децата, но тоа не значи дека не придонесуваме и во другите категории, како што е вложување за една здрава и чиста животна средина, како што е вложување во најразлични ранливи групи на граѓани во Република Македонија, меѓутоа пред се фокусот ни останува и понатаму на децата. Овој проект не е само едногодишен проект во кој што Млекара ја завршува својата донација и поддршка за развој, тој сигурно ќе прерасне во долгогодишна традиција за нас како компанија и сето тоа ќе го развиеме на многу поголеми чекори и сметам дека освен градинките ќе се опфатат и многу училишта за таа едукација да премине и во понатамошни години кај децата и граѓаните на Република Македонија. Цените ли дека општествената одговорност меѓу македонските компании е на завидно ниво, се развива во вистинска насока, еве од оваа временска дистанца и од тоа што се наоѓаме во Брисел меѓу многу европски компании кои што направиле во своите земји во опкружувањето многу на полето на општествена одговорност? Можам да кажам дека во Македонија се разбуди свеста за вложување во заедницата, за една општествена одговорност на компаниите. Меѓутоа, според ова што овде можеме да го видиме, кои се кампањи се направени, кои се проекти се направени, сметам дека имаме долг пат да газиме пред себе. Треба многу повеќе да ни се разбуди свеста општо на сите во Македонија што е тоа каде што може да се помогне, бидејќи пред се компаниите се тие кои што можат да го помогнат развојот на една држава, па и на едно општество. И сметам дека треба да научиме многу, треба да вложуваме многу, тоа го имаме во нас, само потребна е желбата и се ќе се развие на одредено ниво. Споменавте дека тука има многу проекти кои што се интересни, кои што треба да се едноставно може би пренесат и искуствата и она што може да се пренесе во Македонија. Како вие ја доживувате општествената одговорност меѓу европските компании? На кое ниво според вас се наоѓа? Можеме ли тука да се споредиме со барем во некои сегменти со она што е општествена одговорност во Македонија? Според проектите кои што можам да ги видам во Македонија, кои што се изработени за општествена одговорност, се исто така добри како што се проектите во Европска Унија, кои што тука се презентирани добри. Меѓутоа, квантитетот на проектите кои што го има во земјите во Европската Унија е многу поголем за разлика од квантитетот во Република Македонија. Во однос на квалитетот и темите кои што ги гледам сега тука на оваа презентација, пред се можам да заприметам дека таргет се децата. Па скоро на 50% од излагачите тука. Тоа ни дава за право да кажеме дека да, децата се најранливата категорија кои што од мали нодзе треба да ги учиме на оние позитивни животни вредности и треба да ги насочиме кон позитивен и добар живот. Затоа сметам дека со овој проект со кој што и Битолска млекара ја представува Македонија и се представува себе си, е само показател колку ние имаме уште да учиме и да твориме во тоа поле. Има најразлични проекти тука и за децата, и за животната средина, па и за заштедување на трошоци, да кажам, што потоа и се враќаат како придонес за животната средина. Тие се некои две категории кои што се главни за кои што треба да работиме и сметам дека Македонија ги има тие проекти, само треба квантитативно да ги зголеми.
голема придобивка за македонските компании што се дел од европскиот систем за наградување на општествена одговорност. Дел од компаниите кои што во Македонија на доделувањето на националната награда за општествена одговорност се закитија со престижните признанија, се наоѓаат и во Брисел меѓу најдобрите, меѓу оние европски компании кои што во текот на изминатата година направиле многу на полето на општествена одговорност. Во оваа пригода разговараме со Раде Кончар, една од компаниите кои што во Македонија имаат добиено награда за општествена одговорност, а овде во Брисел ја представуваат токму македонската национална награда и својата компанија која што има направено многу на полето на општествена одговорност. Може ли да ни кажете најпрво нешто повеќе околу вашиот проект и зошто всушност се наоѓате во Брисел? Наградата што ја добивме на национално ниво представува круна на досегашното работење на Раде Кончар сервис и поправка на електрични производи со новата инвестиција екозрак на природата. Тоа е новиот погон за деконтаминација на трансформаторско масло контаминирано со полихлорирани бифенили. Проектот е синергија на работењето на УНИДО, ГЕФ, Министерството за животна средина ПОПС канцеларијата и Раде Кончар сервис. Министерството за животна средина и просторно планирање ПОПС канцеларијата има извршено детерминација на полихлорираните бифенили, присуството на полихлорирани бифенили во трансформаторите на ниво на Македонија. Констатирано е дека во Македонија има 660 тони на трансформатори кои што треба да се деконтаминираат. Во овој проект Раде Кончар се вклучи со своја инвестиција од 386.000 евра, каде што го изгради погонот за да се постави инсталацијата за деконтаминација. Од почетокот на работата, значи од 7 ноември, кога беше свеченото отварање на новиот погон за деконтаминација на ПХБ, до денешен ден се успешно се деконтамирани 150 тони на трансформатори. Верификација за сработеното се потврдите од анализите направени во акредитирани лаборатории за намалено присуство на ПХБ во трансформаторите. Идејата на Раде Кончар сервис беше да отвори регионален еколошки центар, што покрај тие 660 детерминирани тони трансформатори во Македонија, значи на национално ниво, ќе продолжи со работа и надвор од своите граници. Веќе во фаза на преговори сме со Србија, Црна Гора и Босна, затоа што оваа постројка е единствена на Балканот, да почнеме да ги носиме трансформаторите на деконтаминација во Македонија и тој проблем да го решиме и во соседните земји. Во преговори сме со владата на Република Србија и со нивото Министерство за животна средина, веќе се потпишани некои преддоговори за соработка и се надевам дека во иднина погонот ќе продолжи да функционира како што е и замислен. Како компанија Раде Кончар годините наназад, ако се следи активноста на полето на општествена одговорност, може да се забележи инвестирање, вложување, особено во различни сегменти на полето, како што споменав, на општествена одговорност. Кој беше оној поттик, оној предизвик што се зафативте токму за животната средина како еден од сегментите во кој што може да се вложува за општествената одговорност? Значи, покрај тоа што економските придобивки ги разгледуваше Раде Кончар во кога се правеше анализата за да се сработи овој проект, еден од важните и клучни фактори беше заштитата на животната средина. Сакавме, значи идејата беше да Раде Кончар сервис остави нешто на идните поколенија, нешто за кој што ќе бидат благодарни. Како ги доживувате останатите македонски компании кога се работи за вложување токму во овој сегмент од општествената одговорност, заштита на животната средина, екологијата? Па се повеќе се инвестира во заштита на животната средина. Евидентно е дека во последните години и со 14.001 го воведуваат повеќето од фирмите, што е сепак добро. Навистина тоа премногу значи за чување животна средина, сепак тоа е средина каде што ние живееме и нашите идни генерации ќе бидат присутни. Ако говориме за европските компании кои што вложуваат на полето на општествена одговорност, имате ли некакви сознанија каде се тие од ваш аспект како представник на една компанија и колку тука онаа борба, трка за еве и во оваа пригода овозможување на една награда на европско ниво, може да има една македонска компанија може да има шанса? Јас мислам дека ова е премногу добра можност Македонија да се афирмира
на европско ниво, ја добива наградата во конкуренција на 28 земји членки на Европската Унија